После блокот реклами, ние си ја пречекавме првата гостинка за ова утро. Верувам дека разговорот кој што ни предстои ќе ги заинтересира сите родители, сите баби и дедовци, особено оние кои што имате дечиња, внучиња, кои што и тоа како ја растат и развиваат нивната љубопитност и вештините уште од најмали нозе. Добро утро за Маријана Маленко, едукатор за развој на когнитивните вештини и менталната аритметика. Имаме многу интересни содржини за ова утро и верувам дека ќе го задржиме вниманието на нашите гледачи. Добро утро, Сузе, ви благодарам на поканата. Така. Менталната аритметика е еден интересен термин кој што многумина можеби и не им е доволно јасен, па ајде на почеток да го разјасниме што всушност представува ментална аритметика. Така, менталната аритметика е начин на пресметување, начин на ментално пресметување, брзо пресметување, кое се одвива во мозокот, без употреба на калкулатор или хартија. Значи, нашите техники се заснова на Абакус програмата. Еве го абакусот, да, ќе го покажеме, абакусот. А ти потоа и ќе ни го демонстрираш да видиме... Вака? Да. Вака. Да видиме како изгледа. Значи, да, на почеток ние нели учиме техники за пресметување на абакусот, а потоа дечињата со тек на време веќе можат да го визуализираат абакусот во својата глава и на тој начин тие да пресметуваат. Значи, и така се развиваат двете хемисфери во мозочето кај дечињата. Че визуализацијата е едниот од тие начини каде што тие можат да ги развијат двете хемисфери, односно левата и десната, креативната и логичната страна на мозочето. Успеваат се по пат на визуализација да пресметаат дури најсложените. Значи, затоа се вика ментална аритметика, работиме аритметички задачи, собирање, одземање, множење, делење. Значи, тоа го учиме ние, меѓутоа не ни е кај нас главната цел математиката и пресметувањето. Кај нас е важен развој на когнитивните вештини. Меморија, концентрација кај дечињата, фината моторика. И затоа на часовите ние имаме многу игри, каде што баш ги развиваме тие когнитивни вештини. Имаме цела програма на геймификација, и исто така, пример, цртаме со две раце, имаме работилници, значи целта ни е кај нас детето да има самодоверба, самосвест, да ги развие тие когнитивни вештини за да биде пофокусирано во училиште, да може да има подобри академски резултати понатаму, да може едноставно да има добри тимски вештини со дечињата, комуникацијски вештини, да излезе од кај нас е нагоре долу така, целосна индивидуа од малечки. Браво. Колку време постои вашето училиште? Постоиме 2,5 години во аеродром. Значи, моментално веќе сме започнати со часови, нели, новата учебна година. Веќе се формираат новите групи, но уписите не се со некој ограничен рок, туку можат децата да се запишуваат во текот на целата година. Да, точно, значи не се кај нас ограничени, можат по било кој период да се запишат, преку лето не работиме. Меѓутоа преку цела година може да се запишат затоа што работиме со малечки групи. Значи, максимум до 6-7 дечиња, за да може да посветиме внимание на секое детенце. Особено, пример, со малечките, гледаме некојаш и помали да се групите, со 4-5 годишна возраст, зашто и концентрацијата им е помала на дечињата, нели, на таа возраст. И гледаме да сме за да можеме баш во тие 60 минути да посветиме внимание баш на секое детенце, да има доволно за, нели, секој е различно дете. На некој му треба повеќе помош при пишување, на некој уште не ги знае броевите, некој веќе и пресметува. Значи, сите се различни, без разлика што се на иста возраст. Па и затоа гледаме, нели, да се мали групи и затоа ги формираме и понатака, мислам, не ние само во септември да почнеме, па цела година да ја тераме. Така. Кога слушам вака како функционираат групите со најмалечките, се потсетив на еден концепт во градинките во Италија и во Сицилија, каде имав можност и да присуствувам преку еден проект и таму концептот на работа во градинките, редовните градинки, е да во една група од 10 деца има деца од 3 до 6-7 години, додека да тргнат во училиште, за да можат помалите да им помагаат, поголемите да им помагаат на помалите. Како се организирани вашите групи? Дали само со една старосна возраст? Не. Значи, баш имаме и ние таков концепт. Ги имаме поделено на предшколска и школска возраст. Некогаш гледаме да ги ставиме во иста група, доколку сме во можност, пример 8 и 9 години, да речеме, во иста возраст, ако се оформи. Меѓутоа, гледаме и детенцето каде. Некојаш има 7 годишни дечиња што ќе ги ставиме во
со поголемите, затоа што сметаме дека може да се снајде во таа група. Правиме и трансфери на групи, нели, со договор со родители, ако сметаме дека може тука да си помогнат, да се снајдат полесно, да му одговара групата за да напредува повеќе детенцето. Така, не е значи како на балет, кога децата ги запишуваме на танци или на балет, се знае дека тоа е малата група до 10 години, а големата група е пример над 10 години. Колку е важно сето ова што го работите, низ игра да се презентира и низ игра и да се работи? Значи, многу е важно зашто децата најмногу учат преку игра. Било кој детенце да го прашаш, најважна му е играта, без разлика на возраста. Реално да гледаме, и сите ние имаме едно дете во нас, па нас ни е целта да не го потискаме тоа дете. Постојано да е будно тоа дете. Да е будно и да се истражуваме, да откриваме сите онака тоа што го имаме детето во нас. Да, важна е многу играта. Значи, Јајнштајн сам кажал дека децата најмногу учат преку игра. Кога во образованието мислам дека би се внесле повеќе игри. Сега многу можат погрешно да сватат. Не е тоа да биде концепт да е растурено и да не знаат кој што прави. Баш да биде осмислен тој момент. Осмислен хаос. Осмислен хаос. Тогаш ќе видат колку подобри резултати ќе имаат децата. Да. Затоа што многу повеќе ги помнат работите што ги научиле преку игра. Затоа, иако ние имаме и разни техники каде што некојаш ми доаѓаат дечињата со стихотворба ако треба да научат за училиште и ќе дојдат на час и ќе ми кажат онака ова е песната, значи им помагам, заедно ќе ја научиме буквално цела група за помалку од 5 минути, што дома не можеле онака цел ден им требало. Се мачеле, па не успеале. Значи има тоа техники, дали се така, преку игра, преку работа каде што многу побрзо децата можат да учат, а особено преку игра. И сите ние сакаме игри. Значи јас сум учествувала на многу семинари, конференции, обуки. Ние возрастните сме такви кога има некоја игра, па ни е интересно да се приклучиме. Не сакаме да заврши. Да, баш така. Ќе бидеш ли љубезна, Маријана, да ни го презентираш како функционира овој абакус? Абакусов, значи, имаме тука разделителна рамка, шпици и монистра која се движи по жиците. Значи, секоја една од овие жици и монистри представува одредена вредност. И тука имаме единици, десетки, стотки, така натаму. Кога децата ги движат броевите, тие всушност пишуваат одредена вредност. Па така ево едноставен пример, имаме тука 2 плюс 2, имаме веќе 4. Тоа е за најмалите многу лесно. Имаме вредноста 5, и ако додадеме 3, тука веќе имаме 8. Значи, некои такви мали пресметки што потоа можат помагаат брзо да дојдат до одреден резултат. Затоа што тие ето ќе го замислат после тој број 8, ќе го замислат во мозочето. И затоа можеби ги имате видено и ние особено сме активни на Инстаграм на Смартикица Аеродром. Значи има такви како пресметуваат дечињата со рацете, онака додека ги гледаат броевите како се вртат на компјутер. И можем, некои имаме дечиња што пресметуваат со брзина 0,1 секунда. Значи, огромна брзина, 70 броеви пресметуваат. Браво. Некогаш треба да дојдеме и да ве посетиме, да видиме како тоа во пракса изгледа и навистина ќе се потрудиме во блиска иднина и да дојдеме. Дојде едно време на технологија, на дигитализација, екранизацијата е толку многу навлезена во животот и на најмалите, особено и на возрастните, затоа што некако кога го поврзуваме тоа и со работата и кога се ние во нашиот телефон, ние буквално еден многу голем дел од денот, да не кажувам процентуално колку, ама многу голем дел од денот го поминуваме или пред компјутер, или со телефонот во раце. Тоа го прават за жал и нашите деца, дури и нашите најмали внуци, деца и така натаму, кои што се непрестано со очите и со рацете вперени таму. Колку е тоа погубно, се сигурно е погубно и колку на овој начин во кој што вие ги упатувате и ги насочувате таму во вашето училиште децата имаат можност да се оттргнат од телефонот. Да, дигитализацијата е баш навлезена во нашето општество. Сега тука има момент каде што знае да биде и корисно, нели? Сега сите функционираме онлайн. Има моменти кога е корисно, но треба многу со внимание да се пристапува на тоа. Како што спомна, екранизацијата е стварно страшен проблем и со тоа се соочуваме ние сега, затоа што
еве ние сме можеби последни генерации што го фативме моментот пред технологија. Сега веќе малите не ни знаат како изгледало тоа. Мислам, ќерка ми има 3 години е буквално родена во таа ера на телефони. Мислам дека кога ќе порасне не може ни да го свати концептот на без ќе биде без телефони, меѓутоа е многу битно родителите да сватат дека мора да најдат без навреда нели на никого, мора да најдат начини на анимирање на децата без екрани, особено до 3 годишна возраст. Зашто мене често ми се случува да ми се јават родители, јас секако ќе ги упатам на право место, јас не сум стручна, не сум логопед или дефектолог, ама ќе ми се јават родители да ми кажат имам 3 годишно дете, не зборува. И најголем проблем се екраните. Значи, нормално, може би има и други медицински причини што би се исклучиле, меѓутоа голем проблем се екраните, зашто ќе му го пуштиш телевизорот на детето или ќе му го дадеш телефонот во рака и веќе е како робот. И се губи од реалноста. И ние како возрастни многу често не можеме да го сватиме тој концепт затоа што сме дошли до телефон веќе кога мозокот прекинал да ни се развива. Значи, а кај нив сега се развива. И затоа тука кога исто ги има моментите кога ќе им кажаме да се исклучи телевизорот, екраните, особено, значи сите обожаваат сега да гледаат англиски цртани песнички и што и да е, на најмала возраст е многу штетно. Сега зборувам за една просечна, ќе речам, македонска фамилија каде што двајцата разговараат на истиот јазик дома, родители, и детето гледа цртани на англиски, веќе не знае кој му е примерен јазик. Не се разбира со родителите, да. И тоа е многу голем проблем и заради тој момент постои тука веќе проблем со нели подоцна почнува да зборува, па подоцна имаме застој во развојот. И многу често знаат да ми рече некој, па свекрва ми кажа, маш ми дека на 3 години прозборел, па ништо не ни фали. И да не навлегуваме во тоа дали ни фали или не нешто. Меѓутоа, би препорачала да ги послушаат советите на експертите во тоа поле. Да. Вчера баш дојдов до една статистика, бев на конференција за свесно родителство, и дојдов до поразителна статистика дека 40% од децата до 2 годишна возраст користат телефони. 40% на светски размер. Па дури и не јадат, уста не отвараат, ако не им се даде телефонот во близина да го гледаат или не им се пушти на телевизија нешто што сакаат да го гледаат, а родителите срекни дека детето отвара уста и јаде, па во состојба се и 3 телефони пред него. Да, многу е тажно тоа што е баш така. И сега ние баш тоа гледаме да како што кажав, не можеме целосно да го исклучиме тој момент, сепак растеме во ера на телефони, мислам, тие деца веќе се родени во ова време. Гледаме да го исклучиме и да биде нели едукативни програми да се тие кои би ги гледале. Ние исто така имаме онлайн платформа каде што децата можат да се приклучат на таа платформа и имаат едукативни игри. Баш за пресметување, за развивање на мозокот, шулте табела, не знам колку се запознаени родителите, баш од таа сфера да си го развиваат мозочето ако веќе седат пред екран. Така. И сега да ни кажеш уште како можат да ве најдат, како можат да се информираат и како можат да дојдат да се запишат. Ние патем и си гледаме инсерти како сето тоа изгледа. Да, ете тука како работат најмалите во твоето училиште. Баш така. Може да не најдат значи онлайн на Facebook, на Instagram, на smarty-kids.mk, исто на нашата веб страница. Се наоѓаме во Аеродром, во Ново Лисиче. Претпоставувам дека работите во попладневните часови, така? По поплане работиме значи во главало после училиште, зашто така им одговара на самите родители повеќе, дали после градинка, после школа да ги донесат дечињата. Да, ево може да се види во склоп на нашето училиште имаме и дворче. Кој исто така го користиме за игри и за активности. А тоа децата најмногу го сакаат, нели? Да. Трчањето, играњето, криенка и други игри се нешто кое сите ние како деца го паметиме и нешто на што најмногу. Ментално пресметување тука. Ова се сите дечиња што ги спремавме за надпревари. Да, вие имате интернационални надпревари и многу сте фокусирани на тоа, така, нели? Баш се таму. Како се финансирате и имате ли поддршка од некаде? За жал немаме поддршка, сами се финансираме.
Немаме од никого поддршка, сме побарале спонзори, за жал сме биле одбиени, меѓутоа не се откажуваме. Секако. Сме биле 3 пати сме биле надвор од Македонија, 2 пати на интернационален надпревар во Бугарија по ментална аритметика, еднаш во Белгија. Во Белгија беше голем надпревар, учествуваа 20 земји, имаше присуство на делегати и амбасадори од земјите учеснички и ги освоивме сите први места, значи таму. Браво. И исто и во Бугарија. Секоја чест. Значи не одиме онака, одиме да победиме. И да, би сакале кога би имало поддршка, би било убаво, зашто целиот трошок паѓа на нас. Сега имаме покани и за Дубај, и за Грузија, и за Азербејџан, па и за Турција понатака, така што... Јас посакувам навистина големите компании и оние други помали компании кои што се дел од вашава дејност и работат на раст и развој на децата, навистина да излезат во пресрет. Имаме ние големи гиганти кои што можат да ви бидат поддршка еднократна или повеќе, еве вака, да бидат како партнери во она што го работиш ти во твоето училиште. И само бидете упорни. Бидете упорни, Маријана, бидејќи јас ништо друго не знам освен кога нешто сакам, имам фокус, имам цел да бидам упорна и да не се откажувам од Така, така. тоа ни останува. Одлично. Еве, дадовме и информација како можат да ве најдат, како можат да се информираат и да ги донесат дечињата, да бидат дел од она што значи ментална аритметика, развивање на когнитивни вештини и се разбира и многу други нешта се развиваат, левата и десната хемисфера, како што рече и ти. Убаво што овој дел понеделнички од утрото го посветивме токму на ваквите содржини. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето и со некои нови информации се гледаме повторно, важи? Важи. Одлично.